Застануваме кај високото образование, како што и најави колешката Симона Илиевска предмалку. Студентите се двигатели на општеството и промените кои треба да се случат за да можеме да одиме напред и да се интегрираме во развиениот свет. Токму затоа поддршката и вложувањето во нив е нешто што треба да биде на врвот на листата на приоритетите во државава. Но дали е така за квалитетот на студиските програми, за студентскиот стандард, но и за промените кои што ги сакаат и бараат студентите? Наредниве минути говориме со Адела Асани, секретар на студентското собрание на УКИМ. Добро утро и добре ни дојдовте. Фала ви. Адела, добро утро. Голем дел од барањата на студентите се содржани во студентскиот манифест. Затоа ќе се задржиме на него повеќе денеска, тоа ќе ни биде во фокус на разговорот. Науката познава многу дефиниции за добро и квалитетно образование. Какво е високото образование кај нас во моментов? Го имаме ли? Што за вас конкретно значи квалитетно високо образование? Мора да се движиме напред, па макар и да го имаме, треба да го бараме како поквалитетно, но за жал ние сме малце во вакуум, па затоа за квалитетно образование бараме интердисциплинарни програми најмногу. Ниту една наука не сме да биде во вакуум, затоа соработката меѓу факултетите е од клучно значење. Покрај тоа што бараме интердисциплинарни програми, сметаме дека мора да се следат трендовите, глобализацијата е тоа што е моментален двигател на светот, така што мора да ги следиме трендовите и така да ги подобруваме предавањата, испитите, за да го постигнеме квалитетот кој што се бара. Изминатиот период кога се зборува за студентите се зборува од неколку аспекти. Ќе почнеме еве со квалитетот на образованието. За тоа најдобро веројатно говори рангирањето на светската листа на најдобри универзитети. Тука сме некако се подолу и подолу. Иако ако се навратиме со сеќавањата пред 10-15 години не беше така, а и нашите кадри беа глобално најценетите и најбараните. Како да се вратиме на тоа ниво? Повторно следење трендови. Ствари паѓањето на листа е затоа што не сме се потрудиле да ги следиме глобалните трендови. Начинот на кој што функционираат универзитетите во странство. А повторно тоа е меѓусебната соработка, интердисциплинарните студиски програми, соработката на еден универзитет со друг. Нашиот универзитет мора да соработува со универзитетите во странство. Добре, само така можеме да се... го слушаме дека е така, дека има соработка, размена на студенти и слично. Зошто тогаш немаме поместување? Се слушали вашиот глас? Давате ли вие ваши предлози на универзитетите како да се интегрирате целосно и со овие ранг листи да бидеме ете малку од година во година се повисоко и повисоко на нив? Се дебатирали на овие теми? Ајде така ќе го поставам прашањето на универзитетите. Да, како студентско собрание постојано се испраќаат иницијативи, дали е тоа до ректоратот на УКИМ, дали е до властите, за да се подобри моментот со интердисциплинарните програми, но и државата мора да свати дека за квалитетно високо образование мора да се одвои буџет. Кога сме кај тоа колку треба и како да се одвои од буџетот, колку чини образованието е нешто за што сериозно се дискутира. Согласно праксата во регионот, барате да се воведе нов систем на финансирање на високото образование, истото треба да биде бесплатно за прв циклус студии. Оно што го знаме дека доставивте и предлог до Министерството за економија за ваучер систем кој предвидува поддршка на постдипломските студии, стартапи и враќање на македонските студенти од странство. Имаме ли до сега одговор? Во приговори, ајде ќе почнам одназад на прашањето. Таа мерка ја нарековме нашите млади создаваат дома. Во преговори сме со Министерство за економија, но се уште има одвоен буџет. Владата кажа дека има одвоен буџет за тоа, но се уште сме во преговори на каков начин ќе се издействува таа мерка. Дали ќе бидат ваучери, на каков начин ќе можат да аплицираат, но се работи на мерката, а што се однесува до бесплатни додипломски студии, тоа е пишано и во нашиот студентски манифест кој се потпиша лани, бидејќи земјите во регионот, како и во Европа, ја имаат оваа пракса, сметаме дека и нашите студенти треба да го уживаат моментот на бесплатно додипломски студии и така да го намалиме тој одлив на мозоци, да не ни студираат во странство, туку да студираат на нашите универзитети. И дигитализацијата е како глобален тренд е неопходна алатка која ја диктира современото живење, целосна дигитализација на административни процеси, национална стратегија за млади од 2023 до 2027 година.
Докаде е процесот? Некако зборовите стратегија кај нас премногу се употребуваат некако години назад цени е стратегија. Ајде за оваа докаде е процесот? Лутате ли се уште по административни лабиринти? За среќа, оваа година прв пат зимскиот семестар можеше да се запише онлайн. Добро, ето значи имаме поместување конечно една стратегија да води со под. Може да се запише семестар онлайн на додипломски, се уште работиме на постдипломски студии да можат да запишат онлайн. Листот за заверка, листот за упис, исто така можат да се пополнат онлайн. Од нареден октомври треба да се пополнува онлайн и листот за статистика, што е, така да и тој ќе се укине од физичка форма. Во МОН, во Министерство за образование и наука, е променет правилник кој бирократски го кочеше процесот за индекс, така да сега ќе може да се воспостави и индекс. Работат во универзитетот активно работи на подобрување најнов, така што тука имаме мало движење. Може би овој разговор е најголемиот доказ дека гласното говорење токму на овие теми кои што го правиме низ години вродува во соплоти во пракса. Квалитетот генерално на студентскиот стандард го одредува и развојот на индивидуата и незиниот придонес во општеството и тука треба многу да се вложува. Ајде малку да проговориме за студентите кои што ни доаѓаат во главниот град на студии, па треба да се сместат во студентските домови. Стиф и Кузман се реновираат, каква е состојбата со останатите? Стиф и Кузман се реновираат. Кузман треба да биде, за двата е предвидено по 18 месеци. Кузман треба да биде готов ноември 2025, а Стиф 2026 на почеток, ако не се лажам, бидејќи сега почна со реновација. Гоце Делчев е реновиран пред неколку години. Моментален фокус наш е Пелагонија, да се поттикне реновација таму. Многу како организација не можеме да направиме за нештото, освен будно да го следиме тој процес и доколку запира или не се работи, јавно да се... А нови требаат студентски домови? Што велат студентите? Во однос на капацитетите. Во однос на капацитетите, да. Потребна? Да, но за таја мерка па ние имавме предложена иницијатива и мерка да има регулација на кирии. Да ги споменеме и субвенциите за студентски оброк. Ова 2025 година не почна многу славно за студентите. Прво, простори веста дека се укинува бесплатниот јавен превоз, потоа дека ќе има бесплатен јавен превоз. Мислам, ова се теми кои што сигурно ви создаваат и стрес, наместо да се насочите кон работи како учење, наука и слично, ние се занимаваме со вакви секојдневни проблеми кои што би требало навидом да изгледаат решливи. Јавниот превоз го добивте. Да се надеваме дека ќе остане така, нема секоја сезона да ја отвораме темата. Но, што е со студентскиот оброк? Вчера имавте расправа. Да, тоа повеќе беше да го објасниме моментот зошто стоиме на ставот дека сметаме дека треба студентскиот оброк да се прошири, односно за некои од вработените студенти, нормално со граница на примање, и студентите на втор циклус, бидејќи многу од факултетите, како што е правен, каде што мора да студираат 2 години на втор циклус, не уживаат никакви бенефити, наместо покачување од 160 денари, бидејќи според закон се должни да го покачуваат оброкот во стапка со инфлацијата, а бидејќи оваа година се уште не е пресметана инфлацијата и минатиот пат оброкот беше покачен повеќе него инфлацијата, сметаме дека е подобро да се прошири опсегот. Студирате хемија? Да. Која година сте? На мастер студии. На мастер студии. Да. Што ви е најголем предизвик во секојдневието? Излагувате од дома и како студент? Како студент би рекла превозот, бидејќи нели природно-математички факултет е кај изгеит. Е таму каде што е и превозот. Да, и малце превозот проблем. Што односно нередовната линија број 2. И сега, низ целиот овој манифест за кој што зборувате изминатиот период, целта ви е да ги задржите студентите во државата. Вие студирате овде. Што по завршувањето на комплетно студиите? Останувате овде? Имате идеја да заминете? Каков е планот? Зависи од тоа што ќе се понуди. Мислам, да, доколку се понуди окей работа тука. Има изгледи дека би можеле да останете да работите овде? Да. Затоа што барем во Скопје има добра индустрија.